во кариерата на Джеф Ван Ганди, најавен како прв тренер на All-Star селекцијата на Источната конференција. Джеф Ван Ганди од Нью Йорк Никс. Одиме понатаму. Очигледно дека прво режисерот решил да ги прикаже резервните кошаркари во двата тима, а започнува со Дейл Дейвис од Индиана Пейсерс. На бековската позиција од Милвоки Бакс, Рей Ален. Also in the guard position at 6'6", from the Detroit Pistons, Jerry Stackhouse. Уште еден бек, Джери Стакхаус од Детройт Пистонс, пета NBA сезона, прв All-Star настап. From the New York Knicks, a 6'6" guard, Allen Houston. И од Нью Йорк Никс, Ален Хјустон, бурно поздравен, седма NBA сезона, прв All-Star настап. A 6'7" forward from the Milwaukee Bucks, Glenn Robinson. Еве го и првиот крилен играч од Милвоки Бакс, Глен Робинсон, шеста NBA сезона, прв All-Star настап. From the Indiana Pacers, Reggie Miller. Еден од ветераните на овој All-Star, Реджи Милер. 13-та NBA сезона, пети All-Star настап. From the Atlanta Hawks, Dikembe Mutombo. Дикембе Мутомбо, најстариот во Источната конференција, 33 годишен. 9-та NBA сезона, шести All-Star настап. At 6'7", the top vote getter of the All-Star 2000. At forward from the Toronto Raptors, Vince Carter. И со феноменалниот Винс Картер започнува представувањето на стартните пет на Источната конференција. За него прв All-Star настап. 6'8" forward from the Detroit Pistons, Grant Hill. Вториот крилен кошаркар, Грент Хил, во својот пети All-Star настап во шестата NBA сезона. At center, 6'10" for the Miami Heat, five-time All-Star, Alonzo Mourning. На центарска позиција, Алонсо Морнинг од Мајами Хит, осма NBA сезона, пети All-Star настап. At 6'6", the Charlotte Hornet guard, three-time All-Star, Eddie Jones. За Еди Джонс сега во Источната конференција, трети All-Star настап, шеста NBA сезона. And making his first All-Star appearance, a 6-foot guard from the Philadelphia 76ers, Allen Iverson. И најавен како плеймейкер, машината за кошеви, Алан Айверсон од Филаделфија, прв All-Star настап во четвртата NBA сезона. Ladies and gentlemen, the 2000 Eastern Conference All-Stars. Значи, тоа е селекцијата на Источната конференција за NBA All-Star викендот 2000-тата. Одиме со Западот. And now, here are your Western Conference All-Stars. The Athletic Trader from the West End, from your Golden State Warriors, Tom Abdenor. The assistant coaches from the Los Angeles Lakers, Jim Clemens, Frank Hamlin, and Tex Winter. The head coach for the West, in his third All-Star coaching appearance, from the Los Angeles Lakers, Phil Jackson. Значи, Фил Джексон од Лос Анџелес Лейкерс, трети All-Star како главен тренер, 55 годишниот Фил Джексон, шесткратен NBA шампион. 6'11" forward from the Portland Trailblazers, Rasheed Wallace. На крилна позиција, Рашид Волис од Портланд Трейл Блейзерс, пета NBA сезона, прв All-Star настап. Dallas Mavericks, the 6'7" guard, Michael Finley. И за Майкл Финли од Далас Маверикс, ова е прв All-Star настап во неговата пета NBA сезона. A 6'10" forward from the Sacramento Kings, Chris Webber. За Крис Вебер, втор All-Star настап во седмата NBA сезона на крилна позиција од Сакраменто Кингс. Guard from the Utah Jazz, John Stockton.
Џон Стоктон, најстариот меѓу сите учесници на годинашниот All-Star, 37 годишен, 16 NBA сезони, 10 All-Star. A 6'9" forward, Karl Malone. 36 годишниот Карл Мелон, можеби најдобриот крилен центар во историјата на NBA лигата. A 7'1" center from the San Antonio Spurs, David Robinson. Уште еден од ветераните во Западната конференција, Дейвид Робинсон, 35 годишен, 11 NBA сезони, 9 All-Star настап. From the Seattle Supersonics, Gary Payton. Гери Пейтон во својот 6 All-Star настап во 10-та NBA сезона. And now the starting lineup. A 6'11" forward from the Minnesota Timberwolves, three-time All-Star Kevin Garnett. Стартната петорка на Западната конференција започнува со исклучителниот талент Кевин Гарнет од Минесота Тимбервулвс, трети All-Star настап. Utah from the San Antonio Spurs, Tim Duncan. Тим Данкан, човекот кој што ја донесе титулата во Сан Антонио за прв пат во историјата на тој тим во својот втор All-Star настап. Selection. A 7'1" center from the Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal. Шекил Онил, бурно поздравен од навивачите во Оукленд арена. 8 NBA сезона, 7 All-Star настап. Guard, 6'4", Jason Kidd. Джейсон Кид на плеймейкерската позиција во својот трети All-Star настап. 6-та NBA сезона за него. All right. Look at this thing. All-Star guard at 6'7" from the Los Angeles Lakers, Kobe Bryant. И уште еден исклучителен талент и може наследник на Майкл Џордан, Коби Брајант од Лейкерси во својот втор All-Star настап. The 2000 Western Conference All-Stars. Значи тоа е составот на Западната конференција во годинашниот All-Star викенд. Ова е еден тотален, апсолутен спектакл што може да ги задоволи најприбирливите. Значи тоа беше Ал Грин во исполнение на химната на Соединетите Американски држави. Уште еден поглед врз Оукленд арената. Еве уште еднаш во арената во Оукленд го очекуваме почетокот на овој надпревар. Значи 49-ти All-Star викенд, 49-ти надпревар меѓу најдобрите кошаркари на источната и западната конференција. Одиме уште една со стартните петорки за тимот на Западната конференција. Джейсон Кид, Коби Брајант, Шекил Онил, Тим Данкан и Кевин Гарнет. За тимот на источната конференција, Ален Айверсон, Еди Джонс, Алонсо Морнинг, Винс Картер и Грент Хил. Come on. Stay in front of him. We give you help. Stay in front of him, Tim. Stay in front of him, Kevin. Слушнавме како ги советува Кевин Гарнет и Тим Данкан да стојат пред своите чувари, далеку пониските Винс Картер и Грент Хил. Очигледно дека ќе се оди под кош преку повисоките крила на Западната конференција. Во секој случај на спротивната страна и Тим Данкан и Кевин Гарнет ќе мора да се соочат со брзината на Винс Картер и Грент Хил. Навистина интересно да се види. Значи, источната конференција во досегашните 48 All-Star надпревари победила 31 пат наспроти 17, вклучувајќи ги последните 3 поред. За топката и за првиот напад се борат Алонсо Морнинг и Шекил Онил. Одиме со стартот на 49-тиот All-Star надпревар. Први во напад западњаците преку Джейсон Кид, Кевин Гарнет. Тим Данкан далеку од рекетот, па на спротивната страна до Коби Брајант. Пред него
го забележавте за момент Еди Джонс, па повратна топка. Поранешните соиграчи од дресот на Лейкерси и првиот обид дојде преку Коби Брајант. Офанзивен скок на Тим Данкан од табла. Специфично и типично за него. Први поени за Тим Данкан. 2-0 води Западот. Ален Айверсон. Хил. Понизок од својот чувар, Кевин Гарнет. Првиот обид беше за Винс Картер, неуспешен. На спротивната страна нема офанзивен скок, тоа беше лесна топка за Шекил Онил. Брајант, топка за Гарнет, против Хил, непрецизен, нов офанзивен скок сега на Шекил и судиите велат лична грешка на Алонзо Морнинг. Беше во дуел со Шекил Онил. Шекил Онил ќе изведува 2 слободни фрлања. Гледаме како стои работата со високите кошаркари во двете конференции. Далеку повеќе во тимот на Западната конференција беше јасно дека височината е доблест и силина на тимот на Западот на годинешниот All-Star. Меѓутоа, велам, ќе повторам уште еднаш, брзината е адут на Источната конференција. Ќе видиме кој на крајот ќе извлече повеќе од своите квалитети. Кој ќе ги наметне своите доблести. Алан Айверсон. Нема кош. Уште еден скок на Шекил Онил. И натаму резултатот 2-2. Сега Джейсон Кид. И натаму Кид, па Кевин Гарнет од врвот на рекетот. Нема кош. И најпосле Алонзо Морнинг прифати една топка. Айверсон. Брзо додавање, меѓутоа попречи таму, ако забележав добро, Винс Картер. Таа топка беше упатена до Еди Джонс и заврши во аут. И сега нов напад за Западната конференција преку Джейсон Кид. Гарнет. Шекил Онил е на своја позиција, еве дуел со Алонзо Морнинг. Дуел каков што само може да се посака. Нема кош од обидот на Шекил Онил, меѓутоа Кевин Гарнет со скок, офанзивен скок и од одбојка стигнува до своите први поени. 4-0 за Западната конференција. Цепелин, прекрасно изведено и Винс Картер. Одлично додадена топка и веднаш бура во гледалиштето. Од Винс Картер се очекуваат вакви поени. Атракција. Коби Брајант. Данкан. Под кошот до Брајант. Тројца скокнаа да го блокираат. Брајант со скок на назад и нов офанзивен скок, меѓутоа таа топка е изфрлена до Грент Хил. Ова беше повторна обид за атракција да се проигра Винс Картер и да видиме сега 3-1. Грешка на Джейсон Кид. Недоразбирање. Еди Джонс. Айверсон под кошот. Изблокиран од Тим Данкан. Во обид да биде што поатрактивно, неколку грешки на двете страни, а ова е цепелинот до Картер. Еве ќе видиме уште еднаш со главата тамо до таблата. Опасно беше за него и реакцијата на Дикембе Мутомбо и на Реджи Милер. Шекил Онил во стил на Джейсон Кид. Назад до Коби Брајант. Онил против Хил. Чива ќе биде оваа топка за Еди Джонс. И еве го сега Картер. Четврти поен за Картер. Патем кажано, победник на турнирот во забивање од вчера. Кид, атрактивно е Шекил Онил. Уште еднаш Онил и овде ќе има лична грешка во напад. Беше забележливо како се ослободи од Алонзо Морнинг со лактот од левата рака на недозволен начин. Еве ќе видиме уште еднаш. Не, претходно ќе го видиме ова забивање на Винс Картер. Прво контра, спин од 360 степени и забивање со две раце. Еди Джонс. Морнинг преку Шекил, нема кош. Кид, резултатот 4-2. Коби Брајант се ослободи од својот чувар. Брајант по рекетот. И еве ги најпосле неговите први поени. 6 за тимот на Западната конференција.
Коби Брајант, еден од двајцата кошаркари овде на годинашниот All-Star, што во NBA влезе директно од средното школа, заедно со Кевин Гарнет, се разбира. Еди Џонс во својот прв обид непрецизен и сега Джейсон Кид. Многу слаб процент на успешен шут на двата тима. Данкан елегантно, лесно, брзо, убаво до својот четврти кош. Ајверсон го заобиколи лесно Джейсон Кид и атракција Шекил Онил во одбојкарски стил. Картер од голема далечина за тројка, па сега Еди Џонс вади надвор неуспешно и спасува Грент Хил. Убаво додавање, многу духовити и погледнете. Каков потек и каква акција. Нема збор, ова источна конференција ќе игра за душа, за око. Впрочем, такви се овие кошаркари, барем што се во стартната петорка. Погледнете само што све се случуваше и на каков начин Алан Ајверсон стигна до своите први поени. И во дополнителното прецизен за трети поен за него, вкупно 7 за источната конференција. Резултатот е 8-7. Измина 5 минути од надпреварот. Фаулиран е Тим Данкан од Еди Џонс, кој што беше во обид да украде топка. Инако Еди Џонс и оваа сезона ги води на листата на најдобри освојувачи кратци на топки во годинашното првенство. Кид, обид за Цепелин и сега Кевин Гарнет браќа. Верувам вака ќе биде до самиот крај. Ајверсон. Сепак не ја изфрли навреме оваа топка назад кон нозете на Джейсон Кид. Аут и топка за западната конференција, еве го и првиот тайм-аут за Джеф Ван Ганди и тимот на исток. Еве на назад во Оукленд арена. Реков веќе во претходните 48 All-Star надпревари, 31 победа на источната конференција. Мајкл Џордан во секоја статистичка категорија, буквално секаде го има неговото име во самиот врв во NBA лигата, а се враќаме полека на теренот. Винс Картер годинава со 24,5 поени, 6,1 скок и 3,9 асистенции по надпревар. Фантастични бројки за името на Винс Картер. Алан Ајверсон во контра го забележа пред себе Данкан на два пати се пишмани, меѓутоа убава асистенција до Алонсо Морнинг за неговите први поени. И натаму западната конференција, од самиот почеток во водство, сега само еден поен, 10-9 е резултатот. Еди Џонс во борба, грешка и Коби Брајант. Сите од кошаркарите на источната конференција побегнаа во контра. Никој не му дојде на помош на Еди Џонс и логично Коби Брајант погоди, но и на спротивната страна Алонсо Морнинг. Четврти поен на Морнинг, за Коби Брајант исто така беше четврти поен. Шекил Онил. И натаму двата тренера со стартерите. Шекил Онил. Први поени за него. И сега Грент Хил. Влеговме во втората половина од првата четвртина. Алонсо Морнинг непрецизен, скок на Джейсон Кид. Гарнет веднаш бие. За Кевин Гарнет, шести кош, сега е тој најпрецизен во двата тима. 16-11. Еди Џонс за тројка. Прва тројка на надпреварот и Данкан е под кошот, да видиме два офанзивни скока и во третиот обид успева да погоди. Многу брзо се игра, многу брзо завршуваат акциите на двете конференции, без оглед дали со кош или со грешка или со додавање. И еве ги сега првите замени во двете екипи. Алан Хјустон влегува во игра во тимот на источната конференција. Дейл Дејвис исто така и
Гери Пейтон во тимот на Западната конференција. 18-14 е резултатот, изминаа 7 минути од почетокот. Шекил се ближи кон кошот, удвоен, повратна и Джейсон Кид за тројка. И сега сите стартери на двата тима се запишаа во листата на стрелците. Се изминувам само уште Грент Хил нема погодено кош. По една тројка на двете страни и резултатот е 21-14. Кит ке уфрли топката во игра. Пейтон, Кит. Уште една тројка на Джейсон Кит. Оставен сам, по очекување да промаши. Меѓутоа не го стори тоа Джейсон Кит. Прецизен во два обида за тројка, два пати погодува. Еди Джонс. Скок на Гери Пейтон. И натаму Пейтон во рекетот и недоразбирање со Тим Данкан. Кит. Нов обид. Пресилно. Шекил О'Нил за момент. Чива ќе биде оваа топка, чи нам треба да биде за Западната конференција, сепак не. Или променете одлуката, сепак се вратија кошаркарите од Западната конференција во напад. Беше забележливо дека со таа топка последен играше некој од истокот. И сега повторно замени. Дикембе Мутомбо влегува во игра, Еди Джонс е повлечен. Заедно со Алонзо Морнинг. Кит, Реджи Милер исто така во игра. Шекил против Дикембе Мутомбо. Нов поен на Шекил О'Нил. Годинава игра во MVP форма, втор стрелец е на првенството за Алан Айверсон. Хил, фаулиран и кошот ке важи. Први поени за Грент Хил и тоа во убав стил, во атрактивен стил. На прекрасен начин, погледнете покрај Шекил О'Нил, патем и фаулиран. Меѓутоа меко ја испрли таа топка и обрачот ја прибрав натре. Дополнително слободно фрлање, трети поен за Грент Хил. Гери Пейтон во бековската линија со Джейсон Кит, овие двајца ја сочинуваа бековската линија и на репрезентацијата на Соединетите Американски држави ова лето на квалификациониот турнир за Олимписките игри во Сиднеј, квалификационен турнир што се одржа, реков, во Порто Рико. Алан Хјустон, прецизен, прв негов обид и први поени. Пейтон. 27-19 е резултатот. Пейтон. Има кош. Гери Пейтон. Хил.